Заврши мерката куќен притвор за Драги Рашковски и сега екс-владиниот генерален секретар може слободно да шета, додека ја чека пресудата за софтвери. Парцела во Струмица вредна речиси 105.000 евра и друг недвижен имот во Скопје кој чини 88.000 евра се гаранција со која му се одреди мерката за предпазливост. Обврска на обвинетиот да се јавува секој работен прв понеделник во месецот во 10 часот на овластено службено лице при основен кривичен суд Скопје. Одделението за организиран криминал и корупција по укинување на мерката притвор, привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница на име на обвинетиот Драги Рашковски, односно забрана за нејзино издавање. Кога беше уапсена лани, Рашковски сакаше слобода од ефективен притвор да си купи за половина милион евра, но тогаш беше одбиен. По месец и половина во шутка мерката беше заменета со домашен притвор и тоа без никаква гаранција. Но се уште виси прашањето од каде му се парите на Рашковски, кога последен пат се појави во јавноста уверуваше дека не постои промена во неговата имотна состојба, освен подароците кои ги добивале неговите деца. Истите тие средства, ако го споредите имотниот мој лист од 2017 година кога сум влегол на функција во 2021 кога сум излегол, ќе видите дека не постои разлика освен кај подароците на моите две деца, прибрани од родендени и крштевки и така натаму, и мекици и така натаму прослави. Друг податок, зголемување на имотот не постои. Екс-генералниот секретар беше главна тема и во последното писмо на Бојан Јовановски алијас Буки 13 од затворот во Идризово. Јовановски со јавноста сподели фотографија од WhatsApp комуникација со сега покојниот Жарко Луковски, кој бил советуван од екс-премиерот Зоран Заев да се види со Рашковски. Во друга порака, Луковски му потврдува на Заев дека се виделе со Рашковски и споделиле компетно идентични мислења. Со Рашковски се поврзани и низа други афери. Дел од медиумите пишуваа и за случај во кој склучил 3-годишен договор за софтверски лиценци од милиарда денари, откако во отворена постапка отпаднале условите за техничка и професионална способност. За джипот Волво кој не беше во неговиот анкетен лист, за автомобилот Dodge Viper кабриолет кој на пазарот чини 50.000 евра, а за кој антикорупцијска откри дека е заведен како да вреди 5.000. Пред 2 години пак беше отворен случајот со набавката на софтверот во МНАФ од фирмата Леонардо, кој се уште нема разрешница, а каде главната улога повторна ја имаше Рашковски. Последно опозицијската ВМРО ДПМН обвини за вмешаноста на Рашковски во јавните набавки во јавното предпријатие Дрисла. Рашковски сега ќе може слободно да шета, иако тоа го правеше и додека беше во домашен притвор, ако се суди по фотографиите кои протекоа во јавноста, а на кои тој се движи без придружба во Скопски аеродром. Институциите тогаш се правдаа дека имал дозвола поради здравствени причини.